Нивото е во урбаните вести. 50 православни верници се пријавиле досега за учество на манифестацијата Богојавление Водици. Повеќе на оваа тема подолу во вестите, а ова се останатите наслови за денеска. Околу 65.000 дрвја и 28.000 грмушки има на булеварите и парковите во главниот град. Автобусите на ЈСП со денови не се мијат, од нечистите прозори патниците не знаат каде се. Досега 50 пријави за учество во манифестацијата Водици. Од денеска до 15 февруари, фестивал на чајот и читањето. На булеварите и парковите во Скопје има околу 65.000 дрвја и 28.000 грмушки. Ова го покажуваат податоците на Зелениот катастар, кој за прв пат го изработи град Скопје заедно со UNDP. Целта на овој проект е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило, како и анализа на просторните податоци за зеленилото. Според податоците на Зелениот катастар на булеварите и парковите во Скопје има пропишано 65.844 дрвја и 28.325 грмушки. Градот Скопје и UNDP го изработија првиот зелен катастар во кој може да се видат сите зелени површини во градот. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, на денешната презентација на проектот истакна дека основната цел е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило, како и зајакнување на урбаната отпорност преку собирање и анализа на просторни податоци за зеленилото. Шилегов додаде дека години наназад, како последица на градежната експанзија, во центарот на Скопје зеленилото честопати било жртвувано на сметка на новите градежни објекти. Со задоволство можам да истакнам дека и ги слушнавте бројките, целосно е попишано градското зеленило кое што е во надлежност на нашиот град. Станува збор за повеќе од 65.700 дрва и повеќе од 28.000 грмушки, односно грмушкасто зеленило. Самата апликација во зависност од фазите од кои што доаѓаме ќе отвара можност секој граѓанин своето сопственото зеленило да го евидентира во Зелениот катастар на нашиот град. Ова е алатка која што ќе послужи и на граѓаните од една страна, меѓутоа сериозно ќе послужи и на градската администрација и на јавното предпријатие Паркови зеленило да можеме да го управуваме урбаното зеленило на соодветен начин и да можеме и соодветно да го одржуваме од една страна постојното зеленило, меѓутоа и да го планираме зеленилото кое што во иднина ќе го засадуваме со цел да ги постигнеме ефектите кои што ни се потребни. Можете да видите во самата апликација за секое дрво поединечно постојат податоци, која е неговата големина, каква е димензијата, каков е неговиот статус, каква е неговата состојба. Станува збор за една макотрпна работа која што во соработка со UNDP и со невладиниот сектор, градската администрација во текот на минатата година ја заврши. Поради комплексноста на работите, активностите се реализирале во фази. Досега се реализирани активности за геодетско снимање на зелени површини и дрвја, грмушки и парковска инфраструктура. Изработена е и ГИС апликација за преглед и управување со јавното зеленило на територија на град Скопје. Со геодетското снимање опфатено е и зеленило на површина од 650 хектари. Во оваа фаза тоа го опфаќа булеварското зеленило и парковското зеленило, што е под надлежност на град Скопје. Градоначалникот Шилегов додаде дека во соработка со општините во град Скопје предвидено е и дополнување на катастарот со зеленилото под нивна надлежност. Во најнапредната фаза се предвидува и отворање модул во кој секој граѓанин ќе може да го впише и зеленилото од сопствениот двор. Исто така, алатката ќе биде континуирано ажурирана од страна на јавното предпријатие Паркови зеленило, со дополнување на новото зеленило и новонасадените дрвја. Со цел зголемување на нивото на хигиена, комуналните работници во Карпош ќе бидат ангажирани и за време на викендите. Покрај тоа ќе бидат поставени нови корпи за отпадоци, а ќе бидат организирани и акции за собирање на кабастиот отпад од домакинствата.
Општина Карпаш воведува нови мерки за зголемување на јавната хигиена во сите урбани заедници. Како што информираат од општината, од овој викенд комуналните служби на општина Карпаш ќе работат и во текот на викендот со цел да се зголеми тековното одржување на јавната хигиена. Сабота ќе биде работен ден за хигиеничарите, а во недела се воведуваат дежурни служби. Имајќи го предвид фактот дека хигиената и заштитата на животната средина е еден од најгорливите проблеми на граѓаните во предстојниот период, освен работа за време на викенд, општината дополнително ќе постави и нови корпи за отпадоци низ населбите. Исто така во соработка со град Скопје ќе бидат поставени и нови подземни контејнери кои ќе овозможат правилно управување со отпадот. За оваа мерка Советот на општина Карпаш одвои 2 милиони денари, се вели во соопштението. Од општината ги потсетуваат сите граѓани дека е активна и телефонската линија 070 236 000 за пријавување на електричен и електронски отпад. Од општина Карпаш исто така потсетуваат дека освен овие нови мерки, секторот за животна средина и енергетска ефикасност работи на воспоставување на систем за собирање на кабастиот отпад, за што граѓаните ќе бидат дополнително информирани за локациите на собирните пунктови во нивните населби. Локалната самоуправа апелира до сите граѓани и правни лица, посебно градежните компании, да водат повеќе грижа за заштита на животната средина. Во спротивно, сите субјекти кои придонесуваат за загадување на околината ќе бидат санкционирани, соопштуваат од општина Карпаш. Граѓаните кои редовно или повремено се возат во автобусите на ЈСП Скопје се револтирани поради ниското ниво на хигиена во автобусите. Од валканите прозори и врати велат да буквално не знаат каде се наоѓаат и каде треба да излезат од автобусот, а од нечистотијата во автобусот се плашат дека ќе добијат заразна болест. На ова ЈСП вели: ладно е времето, затоа не ги переме автобусите. И покрај тоа што ЈСП Скопје е опремено со перални во автобазите во Ѓорче Петров и во автокоманда. Граѓаните што користат јавен градски превоз секојдневно имаат можност да се уверат колку се нечисти автобусите што се обраќаат низ Скопје. Однадвор се чини дека на нив се залепила целата прашина од скопските улици, а во голем број од автобусите прозорите и вратите се толку нечисти што на патниците им создава потешкотија да видат на која автобуска станица се наоѓаат. И доколку порано, штом се споменаше хигиената во автобусите, секогаш прстот се вперуваше во приватните превозници. Сега слободно може да се каже дека зад нив воопшто не заостануваат ниту возилата на ЈСП Скопје. Од јавното сообраќајно предпријатие позачуваат дека патниците се тие кои се виновни за нечистите автобуси, но дури и ако ги земеме во предвид лошите хигиенски навики на скопјани, сепак останува неодговорено прашањето зошто се избегнува редовното перење на автобусите. Со цел да добиеме одговор на ова прашање, се обративме до ЈСП Скопје, од каде што ни потврдија дека поради ниските температури на воздухот и поради опасноста од замрзнување се избегнува миење на автобусите со вода. Ги прашавме и граѓаните кои редовно се возат во автобусите на ЈСП дали имаат забелешки на хигиената во автобусите. Сите потврдуваат дека автобусите се нечисти и под сите европски критериуми кои мора да ги задоволува едно модерно превозно предпријатие. Дали ви се случило да се возите во нечисти автобуси? Секогаш. Секогаш. Ви пречи тоа? Па како не? Не знаеш кај се возиш. Одиш, а не знаеш кај се возиш. Дали ви пречи да се возите во нечисти автобуси? Ми пречи. Зошто? Тоа е зашто е прљава за тоа. Дали ви се случило да се возите во нечисти автобуси? Тоа не може. Да. Ви пречи? Да. Но не само однадвор, ниту внатре, состојбата не е ништо подобра. Патниците кои што редовно се возат со автобус потврдуваат дека нечистотијата не е само поради фрлени отпадоци од некој несовесен граѓанин, туку поради долготрајното неодржување хигиена. Не е доволно хигиеничарите да изметат и да ги соберат отпадоците што останале во автобусот. Внатрешноста треба убаво да се измие и дезинфицира, велат револтирано граѓаните кои ги сретнавме. А во услови кога Скопје се гуши од загадениот воздух и кога градските власти постојано апелираат да се користи јавен превоз со
цел намалување на загадувањето. Сосема оправдано е граѓаните да очекуваат пристојни услови за превезување, особено што јавниот градски превоз е единствената алтернатива што се нуди за движење низ Скопје во замена за автомобилите. Организациите кои работат во областа на социјалната, детската и здравствената заштита имаат можност да се пријават за финансиска поддршка на проектите кои ги изработуваат. Крајниот рок за поднесување на пријавите е 28 јануари. Град Скопје распиша јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на организации кои работат во областа на социјалната, детската и здравствената заштита. Од град Скопје очекуваат здруженија на граѓани, фондации и други субјекти што работат во областа на социјалната, детската и здравствената заштита да изготват проекти што ќе ги понудат за остварување социјална заштита на лица со посебни потреби, лица кои употребуваат дроги, општествено вклучување и социјални услуги за наранливите категории граѓани, еднакви можности на жените и мажите, недискриминација, поттикнување и развој на лични и општествени вредности, како и осмислување, организација и промоција на јубилејното 10-то издание на вечери на женски права, но и за унапредување на здравствена заштита. Од град Скопје информираа дека пријавите со целокупната документација треба да се доставуваат по пошта или во архивата на град Скопје, а пријавите доставени по мејл или факс нема да бидат разгледувани. Крајниот рок за поднесување на пријавите е 28 јануари оваа година. Скопје и оваа година се подготвува за прослава на православниот празник Богојавление Водици. За учество во централната манифестација до сега се пријавени 50 верници, а фрлање на осветениот крст ќе биде организирано и во општините Ѓорче Петров, Карпош, Илинден и Петровец. Во духот на православната христијанска вера и традиција, и оваа година на големиот христијански празник Богојавление Водици ќе бидат осветени водите на сите реки во Македонија. Централната манифестација во Скопје и оваа година ќе се одвива на реката Вардар во центарот на главниот град. За учество во манифестацијата до сега се пријавени 50 граѓани, од кои сите се мажи. Пријавувањето ќе биде отворено до 17 јануари до 19 часот. Традиционално, учество во манифестацијата ќе земат и скопските општини. Во општина Ѓорче Петров, крстот ќе се фрли во реката Липенац, каде што за најбрзиот и најсрикниот верник општината обезбеди лаптоп компјутер. Лаптоп од општина Ѓорче Петров ќе добие и верникот кој прв ќе го фати крстот во водите на Вардар кај железничкиот мост во Хром, каде што веќе неколку години општините Карпош и Ѓорче Петров заеднички ја организираат манифестацијата. Додека пак општина Карпош манифестацијата ќе ја поддржи со општинската екипа за спасување, а на верникот кој прв ќе го фати крстот ќе му подари 40.000 денари. Општина Илинден во соработка со свештениците од црквата Свети Константин и Елена ќе организира положување на крстот во езерото на хотелот Белви во населба Илинден. Манифестацијата ќе започне во 12 часот, а сите заинтересирани што сакаат да учествуваат во фаќањето на Светиот крст може да се пријават во просториите на црквата Свети Константин и Елена во населба Илинден. Во општина Петровец во 12 часот ќе бидат осветени водите на реката Пчиња. Министерството за здравство изготви акцијски план за превенирање од студените бранови и штетните влијанија врз здравјето кое го имаат. Во препораките најголем акцент се става на хронично болните и старите лица, за кое е задолжително да се придржуваат до препораките на лекарите. Редовно да се зема пропишаната терапија и во случај на настинка и потешкотии на дишењето да се направи консултација со матичен лекар, да се пијат топли напитоци, да се избегнува алкохол, да се јаде доволно, бидејќи тоа ја одржува температурата на телото, а невакцинираните да се вакцинираат против сезонски грип, особено тие на возраст над 60 години и хронично болните. Се дел од препораките за заштита на здравјето на населението од студени бранови и студено време во зимскиот период, согласно акцијскиот план за превенција на неговите штетни влијанија врз здравјето, што го изготви Министерството за здравство. Пациентите кои имаат проблеми со срцето или белите дробови, треба редовно да ја земаат пропишаната терапија, да избегнуваат тешки вежби на ниски температури, да се облекуваат соодветно и да ги заштитат главата, дланките и стапалата.
Диабетичарите пак чии дланки и стапала може полесно да се повредат или при екстремни услови да страдаат од смрзнатини. Треба да внимаваат да им останат загреани, а оние со артритис треба редовно да земаат терапија и да ги загреваат повредените зглобови. Во случај на екстремно ниски температури, треба да се избегнува физичка активност на отворено, да се носи повеќе слој на облека и соодветни обувки за снег и мраз, да се внимава на лизгави површини, да се избегнува излегување надвор, освен ако е неопходно, и да се биде активен и колку може повеќе да се прават движења во затворени простории. На бесплатниот телефонски број 15 505 може да се пријави лице од ризик на студено време, бездомник или дете на улица. Во соопштението од Министерството се посочува дека сите јавни здравствени установи имаат подготвено план за постапување, број на екипи и протокол за функционирање и постапување во услови на постоење на снежно време и ниски временски температури. Љубителите на читањето од денеска до 15 февруари ќе имаат можност да бидат дел од традиционалната манифестација Фестивал на чајот и читањето. Како што ни информираше организаторот на фестивалот, оваа година се одржува по 9 пат и предвидени се бројни активности. Од денеска до 15 февруари, љубителите на пишаниот збор ќе имаат можност да бидат дел од традиционалната манифестација Фестивал на чајот и читањето, која оваа година се одржува по 9 пат. Организаторот на фестивалот Христо Петрески информираше дека во рамките на фестивалот предвидени се бројни активности, од промоции на нови изданија, работилници, средби со автори, ликовни изложби, како и настап на учесници од конкурсот за најдобра песна, расказ, есеј, уметничка слика и најдобра уметничка фотографија на тема чај. Овој спој, чај и читање, всушност го одразува и овој зимски амбиент, кој што е помалку пасивен на овој начин со оваа манифестација. Правиме едно заживување на културно-уметнички план и од друга страна мислам дека успеавме во изминатиот период, а верувам дека и годинава ќе биде така, да го направиме тој спој на чајот и читањето, значи граѓаните едноставно си ја стоплат душата и со топлата напивка, но и со интересни содржини од бројните изданија кои што ги нудиме на овој зимски саем на книгата. За време на одржувањето на фестивалот на чајот и читањето, културниот центар Феникс предвидува и попусти на книгите од 50 до 80%. Феникс на читателите им нуди богата понуда на книги со околу 3500 изданија. Утре ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб на западот западен ветер. Во петок во крајните западни делови ќе има слаби врнежи од снег, а во пониските делови од дожд. Утре температурата ќе го достигне 3 степен. В четврток ќе биде нешто постудено со максимална температура до 1 степен. В петок со температура до 2 степена, а в сабота со температура до 3 степен. Тоа беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.